Вторник, 14 октомври, кратки вести во 12 часот. Туристите од Турција и понатаму најбројни меѓустранските туристи на Охридската ривиера. Во текот на месец август Охрид го посетиле вкупно 33.712 странски туристи, од нив 12.683 биле од Турција, а по нив следуваат гостите од Србија, Холандија и Полска. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, вкупниот број на ноќевања во август бил 403.334. На ниво на Република Македонија во август земјава ја посетиле вкупно 226.179 туристи. Во периодот јануари-август оваа година, во однос на истиот период од претходната, кај странските гости има зголемување за 11,6%. Вечерва на полноќ истекува рокот за пријавување на лицата кои сакаат да гласаат на локалните избори, ако издржуваат мерка куќен притвор. Деновиве заврши пријавувањето на болни и изнемоштени лица. Во Охрид своето гласачко право ќе го остварат 230 лица. Избирачките одбори го спроведуваат гласањето во домовите на болните и неmoćни лица еден ден пред изборите, односно на 18 октомври. Изборната кампања завршува на 17 октомври на полноќ, пошто следува изборниот молк. Вториот круг е закажан за 2 ноември. Поречи си 7 месеци во болница почина Владимир Блажев, диџеј Панчо од групата ДНК. Тој изминатиот период го помина на лекување во Систина, каде се бореа со повредите со кои се здоби откако се случи пожарот во дискотеката Пулс, каде загинаа 62 лица, меѓу кои 8 членови на бендот ДНК. Познато беше дека Панчо имал тешки изгореници на рацете и главата, но и влошена психичка состојба со која се борел заедно со еминентни докторски имиња. И покрај напорите тој не успеал да се спаси. Официјални информации за тоа како се влошила здравствената состојба засега нема. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.